Скопски аеродром е општина во која се наоѓа еден од така наречените центри за услуги. Идејата на владата е граѓаните што не знаат сами да стигнат до електронските услуги кои ги нуди државата да дојдат до нив без да се шетаат по шалтери и институции. Ваквите канцелари кога ќе се отворат на секаде, целата територија на државата, тогаш ќе можеме да зборуваме дека конечно во Македонија имаме реална борба против корупција. А ако реалната борба против корупцијата се мери според центрите, треба да се знае дека од 80 општини, центри за услуги има само во 8. Но центрите се само за оние што немаат основни познавања од компјутер. Граѓаните кои имаат, можат да го сторат истото сами, преку националниот портал. Да им го олесниме животот на граѓаните максимално можно, да им биде како да отвориле Facebook, да им биде користење на националниот портал за услуги да завршат работа. Така велат политичарите. Ние проверивме како на вистина функционира националниот портал, како функционираат центрите и како всушност изгледа дигитализацијата во Македонија. Рурална општина со околу 9000 жители. Јагуновце е едно од местата каде што Министерството за дигитална трансформација има отворено центар за услуги. Има еден вработен кај кого граѓаните поднесуваат барања за различни документи. 7 месеци по отворањето, обработени се околу 400 барања. Во просек, по тројца граѓани дневно го посетуваат центарот за да побараат некоја услуга. Тука највеќе се даваат за стаж, М1, М2, неосудуваност од основните судови, дали има исто забрана во Централен регистар на население прекршочна санкција. Тоа што најчесто го бараат другите, посакавме да го добиеме и ние. Согласно насоките, прво потпишавме договор за користење на личните податоци со службеното лице. За старт, побаравме потврда дека не се води кривична постапка против нас. Добивме одговор дека барањето е испратено до надлежната институција, во нашиот случај, Основниот кривичен суд Скопје. А додека го чекавме тој документ, поднесовме друго барање. Од Агенцијата за вработување побаравме пријава, односно одјава за задолжително социјално осигурување или народски кажано М1, М2 образец. Но и овде има проблем? Не знам, сега да се чекам. Во ваква ситуација претежно се јавуваме во Скопје, прачаме тикет на супорт систем или претежно се јавуваме директно до човекот, мислам до раководител на нашиот сектор и автоматски да се испрати до институцијата. По неколку неуспешни обиди со предходните, се обидовме да искористиме уште една услуга – замена на лична карта. Издавање со оштетеност, ајде, замена поради оштетеност, аплицирај. Основна постапка. Да. И сега тука имате сите податоци. Сервисот во моментов не е во функција. Значи, тоа е до нив. Тоа е во МВР проблем? Да, така, од тие причини не можеме да поднесеме. Не може да си поднесете, да. Поминавме околу 1 час во канцеларијата и тоа најавени како новинари. Вработениот беше услужлив и си ја знаеше работата, но доцнењето беше надвор од негова контрола. На крај сепак не си заминавме со празни раце. Во Центарот за услуги во Јагуновце се обидовме да добиеме 3 документи. Со мали потешкоти успеавме да добиеме само еден. Станува збор за уверение за кривична евиденција. Откако си заминавме, по 1 час стигна и М1 М2 образецот. Ни го пратија по електронската пошта која оставивме за контакт. Освен во Јагуновце, дел од услугите ги тестиравме и во центарот што го отвори лично премиерот Христијан Мицкоски во општина Аеродром во Скопје. Сместен е во трговскиот центар Бисер. Со оглед на централната локација и бројот на жители во општината околу 77.000, очекувавме повеќе муштерии. Државјанство може, извод, да. Дека не сте осудувани, извод може, меѓутоа треба да направиме профил за да електронски се аплицира. Иначе како класично матично што е секаде по општините, нема тука матично. Оваа жителка на Аеродром не аплицираше за ниту еден документ. Ни раскажа дека дошла да се информира кои услуги може да се добијат во канцеларијата во Бисер. Вработениот ми кажа дека за секој што нема свој електронски профил може да се направи од нивна страна барање за лична карта, за државјанство, за неосудуваност
и уште многу други работи кои што ги има на нивната страна, може да се набават тука. Ние се одлучивме да побараме дел од тие документи. Уверение за државјанство, потврда за неосудуваност и извод од матичната книга на родините. Државјанството и потврдата за неосудуваност ги добивме веднаш, но не и изводот. Проблемот е што такво барање не може да се поднесе преку националниот портал за услуги, туку помалку и апсурдно преку посебен систем за електронски услуги кој го води управата за водење матични книги. Документот беше изготвен по викендот, односно за еден работен ден. Дигиталните услуги не се нешто во што вложува енергија сегашната, туку и сите претходни влади, а и на сегашните и на претходните власти надглава им виси Европската Унија. Еве што пишува во делот за електронските услуги во последниот извештај на Европската комисија од октомври 2024 година. Во однос на дигиталните услуги, повеќето административни услуги се нудат и онлайн и офлайн, преку националниот е-портал за услуги, вклучително и капацитетите за лица со посебни потреби. Е-порталот допрва треба да ја заврши неговата надградба со 135 нови електронски услуги. Најчестите услуги, како што издавањето лични документи, не се достапни на интернет. Настрана од искуствата во центрите и последниот извештај на Европската Унија, тестиравме и самите колку услуги им стојат на располагање на граѓаните и уште поважно, дали можат да се добијат. Има повеќе начини да се провери, но ниту еден не е целосно конклузивен. Ние тргнавме последниот пат. По најавата на владиниот портал услуги Gov.mk избравме услуги за граѓани. Се отвораат вкупно 676 услуги. Од нив на 120 е ставена икона дека станува збор за услуги што може да се добијат дигитално. Тоа значи дека само 17,8% од услугите се нудат во дигитална верзија. Една по една ги проверивме тие 120 услуги. Дојдовме до заклучок дека се што е напишано дека е дигитална услуга не е и навистина така, но не беше возможно да дадеме прецизна бројка, што функционира, а што не. Еве и зошто. За дел од услугите е кристално јасно дека во моментов само проформа се наведени како дигитални. Такви се, на пример, барањата за вадење или обнова на лична карта, на пасош, на возачка дозвола. Штом одберете некоја од овие услуги и ви се отвори делот каде треба да пополните податоци, пишува: сервисот во моментов не е во функција. Недостапни се и тие што пренасочуваат кон фондот за здравствени услуги. Меѓу нив се услугите за рефундација на лекови и барањата за надоместоци за време на боледување. Потоа како дигитални се наведени и услугите поврзани со аплицирање за стипендии или конкурси. Не можевме да се обидеме да аплицираме за нив, бидејќи се активни само во одреден дел од годината, како на пример за годишната програма во културата. Наведено е сепак што се треба да се собере како документација. За дел од услугите како државјанство, извод од родени, потврда од казнена евиденција и друго, потврдивме дека може да се добијат електронски, иако не и веднаш, во секоја пригода. На порталот има уште 80 на електронски услуги кои се однесуваат само на правни лица, кои не бевме во можност да ги тестираме. Па упативме прашање до повеќе адреси, до Министерството за дигитална трансформација, колку од услугите се навистина електронски и зошто некои се наведени на порталот, а не се дигитални. Според објаснувањето на министерот Стефан Андоновски, наведени се услуги кои во моментов можеби не се дигитални, бидејќи активно се работи на воведување нови услуги. Паралелно се надоградуваат постоечките, особено од управата за водење матични книги, која од почетокот на годинава е во склоп на ресорот на Андоновски. Донесовме одлука да сите услуги од порталот на управата за водење матични книги мигрираат на националниот портал и мислам дека во текот на летото веќе ќе имаме да нема два портали, туку само еден единствен портал за услуги каде што граѓаните ќе можат да ги добиваат сите услуги што се однесуваат на управата за водење матични книги. Тоа би било на националниот портал. На националниот портал услуги Gov.mk, затоа што така имаме контрола што се случува и имаме еден систематичен пристап кон работата, да не ги трошиме ресурсите двојно. Околу изводите, кај нив постои рок од 15 дена за издавање, затоа што секој извод се потпишува електронски во случајот, но се потпишува од матичар,
правиме една оптимизација затоа што забележавме во Државниот завод за ревизија во извештајот дека дел од матичарите воопшто не потпишуваат, а имаат потписи. Тоа е затоа што по автоматизам ако поднесете, а сте од Скопје, поднесете барање за електронски извод, тоа оди во Скопје. Но сега сакаме да направиме напор затоа што станува збор за електронска база, да оди кај првиот слободен матичар. И тој да потпише и тој извод веднаш да стаса. Што се однесува до најбараните услуги од МВР, како вадење или обнова на лични документи, поголемиот дел од нив се замрзнати на одредено време, вели Андоновски. Останатите кои не може да се добијат електронски, ќе бидат во категоријата информативни. Ветувањето е некаде дека во наредниве месец дена ќе успееме да ги вратиме овие услуги на порталот, затоа што се чекаше да се реши проблемот најпрво со пасошите и личните карти, а потоа и со реновирањето на управните служби во Скопје, каде што се создава практично најголемиот метеж, но сега во последните разговори со министерот за внатрешни работи имам информација дека оваа услуга, која што навистина беше многу користена од граѓаните, ќе се врати повторно на порталот. Важно да спомнам дека освен добивање на услуга, ние ги нарекуваме услуги на порталот, кои што се информативни услуги. Значи, добивате целосна информација каде треба да се обратите да добиете таа услуга. Таа не е електронска, не е на порталот, но дава од информативен карактер, што значи може да се информирате за таа услуга. Тема на разговор беа и центрите за услуги. Соочен со фактот дека во нив речиси и да нема граѓани кои се обраќаат за помош, тој вели дека не е се во бројките. Не секогаш фреквенцијата на луѓе, бројката на луѓе кои што добиваат услуга е најважен, е важен секако, но многу поважно за мене дека сме помогнале на граѓани кои што немаат пристап, немаат интернет дома, немаат лаптоп, немаат компјутер, немаат печатач, не можат да испечатат некој документ, тоа да го направиме ние за нив и да им помогнеме малку и во едукација. Околу потешкотиите секако постојат. Тие се или од техничка природа може да се појават, недостаток на интернет или немање струја во моментот во некој од објектите, но правевме напори и се подобри и подобри се техничките можности во центрите и мислам дека ќе постигнат одлични резултати. На прашањата зошто граѓаните не можат да ги добијат услугите кои би требало да се електронски, објаснување добивме и од Фондот за здравствено осигурување. Системот, велат од таму, функционирал за фирмите. За физичките лица се работело на надминување на техничко-системските ограничувања. Дигитализацијата на административните постапки ја третираме како стратешки приоритет и во таа насока во тек е интеграција на нов систем за автентикација и електронска идентификација, во согласно со стандардите на е-управа, кој ќе овозможи побрз, посигурен и покориснички ориентиран пристап до услугите. Од МВР пак велат дека со електронските услуги кои се во нивна надлежност нема никаков проблем, иако се уверивме и самите, а потврда добивме и од министерот Андоновски. Услугите во собственост на МВР кои се поставени на националниот портал функционираат во целост. Досега до нас не стасале поплаки од граѓаните во однос на некои од услугите. Но веднаш потоа во одговорот појаснуваат. Доколку вашето прашање се однесува исклучиво на дел од услугите за закажување термини за сликање за лични документи со така наречено подготвување на електронско барање, а кое за цел треба да има намалено време за чекање, пополнување податоци од страна на граѓаните и кое согласно дигитализацијата во суштина треба да ја намали употребата на хартијата во работните процеси, должни сме да ве информираме дека за тие услуги што се изработени и поставени на начин како што функционирале, Министерството утврди дека истите создале дополнителен хаос и неред во процесот на прием и обработка на барања, особено изминатата година, за што пак сведочат стотина поплаки од граѓаните доставени до нашите адреси за контакт. Минатата година МВР воведе дополнително електронско закажување преку сопствениот веб-сайт, преку кој досега се реализирани околу 90.000 барања на граѓаните без дополнителен трошок. Дел од канцеларија, дел од дома. Податоците на порталот покажуваат дека во последните 30 дена се поднесени околу 6300 барања за услуги. Очекувањата се тие да се зголемуваат, особено со употреба на мобилната апликација која освен што ќе служи како дигитален паричник, се очекува да ги содржи и услугите кои сега се достапни на порталот. Дали, кога и кои услуги граѓаните ќе ги добијат и електронски, како што кажавме, надгледува Европската Унија. Не само затоа што дигитализацијата е важна за пристапниот процес, туку затоа што Брисел дава пари за неа.
Дел од дигитализацијата на услугите за граѓаните е поддржана со ИПА фондови, а во реформската агенда од планот за раст се одвоени околу 67,5 милиони евра, ако земјава ги исполни ветувањата од областа на дигитализацијата на кои самата се обврза. Почитувани представници на